Добар, убав и среќен ден, драги наши пријатели на вкусот на традицијата. Ние со нашата екипа се наоѓаме на едно прекрасно место, кое што е недалеку од градот Скопје, само 20 на минути со возило и ќе пристигнете тука во рајот, затоа што ќе ги одбегнете сите гужви во Скопје. А овде имате чист воздух, бенефит имате многу. Значи можете да прошетате околината, затоа што има многу цркви, манастери, пешачки патеки. Можете да се изладите во базенот во непосредна близина токму овде во комплексот. Понатаму да уживате во самата природа, во цвеќињата и на крајот да се засладите со супер вкусни традиционални специјалитети. Ние за денеска, за рецептот на денот, ќе ви подготвиме ќофте во сос. Но знаете дека има многу рецепти за ќофте во сос. Но ние сакаме да го искористиме зеленчукот, што го раѓа нашата Македонија. Значи, најубавиот зеленчук. За овој рецепт да го направите, вас ќе ви биде потребно 500 грама мешано мелено месо. Со 500 грама, верувајте дека 5 луѓе можат до 6 да јадат. Многу е издашно и ефтино е. Во смесата за ќофтиња ќе ставите една главица ситно сечкан кромит, пола рендано морковче, една печена пиперка, за да даде убав мирис на ќофтето, едно јајце, едно чешне лук, малку магданус, презла, за да ги завиткаме, да ги препелкаме ќофтињата и масло во кое што сето тоа ќе го пржиме, а за чините ќе ни треба мешан сув зеленчук, сол, буковец, бибер и триена сол. Ете тоа е за ќофтето. А за сосот, откако ќе ги извадиме ќофтињата од маслото, во истото тоа масло, ќе испржиме една тиквица, половина од морковот, тука ќе ставиме повеќе лук, нека има лук, а ќе ставам половина китка магданус, што ќе остане. Понатаму, ќе ставамо зачини мешан сув зеленчук, сол, буковец, бибер, триена сол и да ви кажам, се досетив затоа што не може да биде ќофтето лошо ако му ставите свежо нане. Тука има нане колку ти душа сака, посадено и свежо нане, и рузмарин има, значи се има. И ќе додадеме врела вода, половина литар. Па да започнеме со работа. Го ставаме тавчето на шпоретот. И сега ќе почнам да го правам ќофтето. Значи, за да го направам ќофтето, ќе ми треба еден сад земјен, каде што ќе го ставам месото, а ќе го ставам кромидот, а ќе му ставам како што правеа старите баби, кога правите ќофтенце, ќе му ставите малку масленце внатре. Знаете зашто? За да не се лепи на дланките, да не се лепи. Понатаму, како што ви кажав, половина морковче ќе ставиме, половина морковче, така, малку лукче ќе ставам, колку да замириса убаво во текот на пржењето. Ќе ги додадам зачините. Малку ќе додадам мешан сув зеленчук. Знаете како и секој ќофте што го правиме. Мешан сув зеленчук. Ќе додадам сол, немојте многу, затоа што ќе додадеме сол и во сосот што ќе биде. Буковец, без традиционалниот наш буковец нема ниту манџа, ниту тава, ниту ќофте. Мора да замириса на везена пиперка. Така. Половина кафено лажиче јас сакам да ставам. Сакам убаво да ми замириса на бибер. Така. И триена сол, ноктец, чубрика, ченкарна сол.
нешто прекрасно. И ќе ставам малку масленце, ќе капна, така. И ќе ставам, сега ќе ја тргнам даската и ќе ја ставам пиперката. Најпрвин вака да го измешам, а потоа ќе морам со раката да месам. И да ги формирам ќофтињата. И ќе ми треба 50 грама, нели, презла, како што ви кажав. Презлата ќе ја ставам во една плитка чинија, за да можам да ги препелкам. Така. И сега, прво вака, да ги спојам сите состојки. И малку мактонос. А јас сакам и повеќе да ставам, па нека има и половина китка, половина китка ќе оди во зајрето за сосот. Па имаме навистина толку многу убав зеленчук, греото е да не го користиме. А секојдневно ако готвиме, пред се ќе го заштедиме нашиот семеен буџет. Тоа е многу важно. Така, сега ќе го подготвам и тавчето, затоа што веќе овие се готови. Ќе ставам масло во него. Па масло околу 1 прст, за да може убаво да се испржат. Така. И дури, ако имате и некој екстра зачин што вие го сакате, слободно ставете го. Сега ќе го ставам јајцето. Така. И јајцето да се спои со потребните состојки. Ова има да биде совршенство. Сега малку ќе го оставам нека отстои, за да си ги прими сите состојки, а јас ќе ја насечкам пиперката, за да ја додадам печената пиперка. Ќе земам една вилушка, многу ми е полесно да насечкам со вилушката. Ете така. И оваа пиперка, доколку немате печена пиперка, слободно можете да ставите и свежа пиперка. Значи, важно е да има пиперка за да го промени она, да го збогати вкусот. Така. Нешто прекрасно. Еве и печената пиперка и можам да кажам дека смесата за ќофтиња е готова. Сега, убаво се да испремешаме. Ке ставам една супена лажица малку во тестото. Знаете зошто? За да... Не, половина. Еве, половина само. Половина нека биде, колку малку да ја земе вишокот на водата. Ете така. Сега ќе искористам и вилушката. Така. И сега, сакала, не сакала, значи мора со рака да се фати, а може и воопшто да не ја користите раката, можете, еве, со вилушката прекрасно си измати. Јајцето нема да му даде на месото да се распадне, или него го ставаме за да не ги држи сите состојки заедно. Така. Сега веќе одиме на пршење.
Зимам со лажицата. Го формирам ќофтето и го ставам да се пржи. Така. И ги редам во тавчето. Колку една супена лашица. Само треба да внимавам, се разбира, да не ми изгорат ќофтињата. Значи, тие секако ќе се печат. Штом се печат и не мора да бидат толку многу испржени, нели? Да. Така. И си ги редиме тука. Значи, една кафена лажичка во презла и оди во тепсијата. Ете така. Најдобро одеднаш сето тоа да се направи, за да бидат сите ќофтиња готови. Значи не треба никаква посебна подготовка или дали се сите ќофтиња исти или не сте. Па ова е домашно готвење, значи ние можеме секако. Ете така. Прекрасно, прекрасно. Сега ќе ја намалам температурата на оганот. Ете така. Имаме уште малку. Со сите овие зачини, ова има да биде прекрасно и со сите овие зеленчуци. Ете така. Сега месото пржејќи, ќе видите дека ќе пушти доста вода. Значи, како ќе ги вадам, така ќе ги ставам тука во земјаната тава. Ете така. Колку да бидат малку пропржени, нели? Малку. Супер. Имам уште ова ќофте и уште едно. Така. И еве го и последното ќофте. И сега за која минута веднаш започнувам со подготовка на сосот. Супер. Ете така, си правам простор и да ги допржам и овие. Еве и ова. Прекрасно, прекрасно. И да ви кажам, секогаш кромичето може и рендано да го ставите, но јас сакам да ми крцка, да го препознавам кромидот во тестото. Да. Ево уште малку и ова и веќе ќе биде готово. И знаете како ќе биде сосот, значи кога ќе го ставам, а целиот зеленчук внатре.
Ќофтињата ни се готови. Еве ги вадам и нив. Таман во земјената тепсија колку што е месото, ќофтињата, толку ни е и просторот. Значи за една просечна големина на земјена тава. Еве ги ќофтињата, подготвени се. Ке ги ставам тука. Сега започнувам во истото масло. Значи ќе ја ставам тиквичката. Да се пропржи тиквичката. Ќе го ставам и остатокот од морковчето. Така. Сега ќе ги ставам зачините. Ставам сол. Ставам мешан сув зеленчук. Малку буковец. Како замириса. Малку биберче. Така. И се знае, триената сол ќе ја ставам веќе пред самиот крај. Сега ќе го додадам и свежото нане. И тоа вака цели ливчиња. Ови едно чајче да си направите. Леле. Чај. Во графче. Еве во ќофтето. Значи во се може да се стави ова прекрасно зачинско растение. Јас го обожувам. А и знаете, ќе ви дадам еден совет. Ако јадете лук, ај треба да одите да се сретнете со некои луѓе. Знаете тога што правите? Зимате едно ливче нане, затоа што устата ви мириса на лук, така? Ке си бидете спокојни, сега нема паста за заби, не знам што, кафе, Макдоналдс. Не, едно ливче нане и одиме на овој принцип. И го чувате неколку минути во устата. Прекрасно. Сега, што правам сега? Го додавам лукот. Така. Лукот. И тој да се запржи. Само малку. Го додавам ренданиот паклиџан внатре. Можам и да го пуштам посилно. Леле. Ете така. Ке го оставам 5 минути да се пржи. Толку, 5 минути само. Потоа ги преливам ќофтињата со сосот, ставам Макдоналдс и го ставам ренданиот кашкавал одозгора и ќе оди во загреана рерна на 250 степени. Кога ќе почне да крчка, го намалувате на 180. На 180 затворена да биде тавата. Да. Ете така. Сега нека си се пржи 5 минути. Додаваме Макдоналдс, триена сол и тоа е тоа. Еве го како убаво си искрчка за мерак, а сега и ке си испржи, само да пробам за сол. Прекрасно. Сега. Знаете како ќе направам? Ќе додадам триена сол. Така. Макдоналдс, целиот Макдоналдс.
Нека има многу, нека има Макдонос. Така. И ја исклучувам ринглата, но што ќе направам сега? Нема да го ставам кашкавалот најодозгора, ќе го ставам врз ќофтето. Така нема да ми загори, печејки. Така. И ќе го ставам сега сосот. И после ќе му додадам водичка. За да може убаво да си се искрчка. Сега ќе имате контрола над водата. Зошто? Затоа што, еве забележувам дека овде нема да ми треба половина литар вода, можеби ќе ми треба само 250 милилитри. Затоа што многу вода пушти тиквичката, морковот, кромидот и така натаму. Една чаша е сосем доволно. Ајде така. И сега, сето ова, ќе го, уште малку водичка ќе му ставам. Нека си се крчкова, треба многу сос да има, многу да плива во сос. Може и цела вода ќе ми отиде, но еве, 4 децилитри. 4 децилитри. Ете, така и оно, после презлата ќе си прими сето тоа. Само ќе морам да пробам уште еднашка за сол. Одлично. Значи, ниту треба нешто да додадам, ниту да одземам. Го носам на печење во кујна. Останете со вкусот на традицијата, се гледаме откако ќе го испечам ова ќофте во сос и ќе размислиме со некоја убава свежа салата, со лепченце, така ќе го послужиме, со некоја голтка македонско вино. Останете со вкусот на традицијата. Еве, драги наши пријатели, нашето ќофте во сос од зеленчук е убаво искрчкан, испечено. Тука имаме за мацкање, охо-хо. Еве, вака ќе си ставам од зајрето, гледате? Охо, уште чади. Имаме лепче со кој што ќе си мацкам, шопска салата, пиперчиња, за мерак. Ајде да го пробам сега. Толку е вкусно, што прво, кога ќе го пробате, има многу интересен вкус, но и една работа да ви кажам. Многу е красатко од присуството на патлиџанчето, на зеленчукот. Значи, воопшто не е тешко, можете да изедете многу, а да не ви биде проблем. Прекрасно, прекрасно. Леле, ова, како го јадете, така ви се лепи на душата. Месото, ќофтето, убаво искрчкано, сосот убав. Ова е тава за уживање, тава за семејството, тава за најблиските. Драги гледачи, направете и уживајте во неа. Јас ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата и знаете како велат. Што е добро воспитување? Добро воспитување е способност да го поднесуваш туѓото невоспитување. На здравје, се гледаме!